До крајот на годинава 46 домашни компании ќе добијат сертификат фер со потрошувачот како вид гаранција дека постапуваат чесно со купувачите или корисниците на нивните услуги, дека нудат производи соодветни на цената, ги решаваат поплаките или евентуалните забелешки спогодбено со договор и секогаш се подготвени да излезат во пресред. Сертификатот, посебно лого со ознака фер со потрошувачот, ќе биде поставен на нивните продажни места, на пакувањата, производите, веб страниците или промотивните материјали. Станува збор за 46 фирми од различни сектори: туристички агенции, градежни компании, приватни градинки, малопродажба, услужна дејност, производители на стоки за широка потрошувачка. Сите овие влегуваат во така наречената прва фаза и нивното сертифицирање ќе биде бесплатно, покриено со средства од Европската унија. Интересот за сертификација во оваа прва фаза беше неочекувано голем. Дури се пријавија и адвокатски канцеларии, осигурителни и финансиски друштва, за чие сертифицирање се потребни дополнителни критериуми и затоа тие ќе бидат изоставени од овој прв бран на сертифицирање, објаснија од Асоциацијата за развојни иницијативи Зенит. За некоја компанија да добие сертификат, неопходно е да исполни најмалку 50% од предвидените 25 услови дефинирани во 6 области, меѓу кои безбедност на потрошувачот, фер пазарни практики, односи со корисници, заштита на лични податоци. Моментно се изготвуваат верификациските извештаи за фирмите, а формирана е и комисија кај која тие би можеле да се обратат ако не се задоволни од она за што за нив е пишано во извештајот. Првичното барање е компаниите да исполнат најмалку 50% од критериумите, но крајната цел е да достигнат 100%. Сертифицирањето е подпроект насловен "Среќни потрошувачи, задоволни произведувачи" на Сдруженијето на новинари за човекови права и е дел од проектот за безбедност на играчките. Се спроведува со преку ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2015 и проектот Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор, развивање иновативен модел за мобилизација на финансиските средства.